Неодамна Куманово ја доби титулата Град на спортот за 2019 година, доделена од Европската асоциација на градови на спортот. Велес пред 3 години повтор пат беше прогласен за град на културата од страна на Министерството за култура. Охрид за престолнина на светскиот туризам. Тетово во поново време на врвот само по негативни работи. Но сепак, повозрасните тетовци кои имале среќа да фатат едно убаво време, знаат со носталгија да се сетат на раскошното зеленило во градот, неправилно расфрлените плочки по тетовските калдерми, прекрасно уредениот плоштад. Денес ги прашавме каква титула би му дале на Тетово, подсетувајќи се назад низ годините. Би го прогласил за туристичко место. Со оглед дека има Попова шапка, дека има и други убавини. Шара е една од најубавите планини. И тоа. Иначе друго не би имал што да кажам. На култура и на култура. Па музика, песня, хорови. 4 хори имало. И начин маненски градски црквени хор. Тоа е град кај што имало стара традиција. Тоа е. Јас сум поранешен спортиста, бојкар. Прашањето е од аспект на многу прашања во смисол прво материјалната страна, начинот на живење, организацијата, мотивите за дружење за спорт, современите трендови, информатичко општество, младите многу на спортот не се оддава, а нити има сили што може да ги мобилизира. За жал сали се направија, нема спортски работници, нема деца кои покажуваат интерес за. Така да све тоа се прави една состојба незадоволителна. Истовремено сладко, но и горко подсетување на една стара слика на Тетово, кога многу работи како да цветале. Денес останува само желбата за реконструкција и повторно оживување на работите што се случиле во минатото, за враќање на една иста страст на градот. Зашто од оваа временска дистанца Тетово како да спие.